Планот за раст е повеќе од иницијатива. Тоа е заложба за вистинска промена, рече премиерот Христијан Мицкоски на самитот на лидерите од Западен Балкан во Тирана, Албанија. Мицкоски вели дека досега се исплатени 24 милиони евра комбинација од заеми и инвестициски грантови. Оваа година земјава поднела 2 барања за исплата и тоа во делот на дигиталните услуги за јакнување на деловната клима и подобрување на енергетската ефикасност. Мицкоски потенцираше дека реформски чекори се направени во сите сектори. Завршувањето на овие чекори пак ќе отклучи дополнителна поддршка од Европа од 134 милиони евра. До крајот на годината очекувам најмалку 8, а богами може и 10 од 12 неисполните чекори да бидат реализирани. Остануваат 2 проблематични. Првиот е субвенцијата за електричната енергија која што владата преку своите механизми ја овозможува за граѓаните, бидејќи цениме дека доколку тоа не се случи, сметките за електрична енергија на граѓаните ќе се поскапат најмалку за 35-40%. И тој чекор, рековме, не можеме да го исполниме и нема да го исполниме во овој момент. И второто е адаптацијата на изборниот законник. Знаете таму какви политички гимнастики се случуваат во рамките на парламентот. Премиерот ги посочи и проблемите на евроинтегративниот пат. Тој рече дека не посакува никој да го доживее она што и се случи на Македонија во изминативе повеќе од 2 децении. Мицкоски потенцираше дека не гледа суштина билатералните спорови да одлучуваат дали земјите треба да станат полноправни членки на Унијата. За мене суштината која што ја гледам е испораката. Реформите, чекорите кои што ги исполнуваат и се додека тоа е врз основа на системот на испорака, тогаш апсолутно ние како држава ќе бидеме компетитивни и убеден сум дека ние ќе бидеме тие кои што први ќе стигнат до конечната цел. Комесарката за проширување на Унијата Марта Кос истакна дека прашањето за проширувањето е се повеќе поврзано со безбедноста. Таа потенцираше дека Европа не може да биде безбедна без земјите од Западен Балкан. Сепак изјави дека сите земји во регионот мора да се движат со исто темпо во исполнувањето на реформите. Критикуваше дека недостасува напредок во регионалната економска интеграција која би можела да го зголеми растот на економиите за 10%. Таа потенцираше дека реформите не се лесни, но ја забрзуваат интеграцијата. 2 од земјите во регионот се уште не започнале со спроведување на реформите, додека 2 други имплементирале над 50% од договорените реформи. Што се однесува до средствата, се уште сме под 10% од вкупниот износ. Вкупно 400 милиони евра од пакетот од 6 милиарди евра, што се издвоени за регионот. Можеме да направиме повеќе и мора да направиме повеќе. Премиерот на Албанија Еди Рама потенцираше дека Западниот Балкан не треба да биде наблюдувач туку фактор во Европа и тоа е она што 6 земји се обидуваат да го направат. Вели дека Западниот Балкан не бара милостина од Унијата, туку се повеќе докажува дека е подготвен да биде дел од Европа. Никој не бара да биде награден со сладки. Ние не бараме милостина, ние докажуваме дека секогаш сме подготвени. Нема опција за посилна Европа со послаб балкански регион во незината средина. Секој знае, а Марта знае дека за ваша безбедност изберете човек од Балканот. Ние сме телохранителите на Европа. Учесниците на самитот се согласија дека Западниот Балкан во моментов спроведува најдлабоки реформи досега. Планот за раст предвидува 6 милиарди евра до 2027 година. На Македонија следуваат 750 милиони евра.